Ова е Флеш Интернешнл, следуваат најактуелните информации од светот. Председателот на Врховниот совет на Приднесторие Михаил Бурла побарал председателот на Руската дума Сергеј Наришкин да разгледа закон со кој ќе се овозможи оваа покрајина, што практично е отцепена од Молдавија, да се приклучи на Русија, објави денеска рускиот дневен вестник Ведемости. Барањето е упатено до Руската дума откако партијата Праведна Русија поднесе предлог закон, што ќе овозможи Русија да припојува делови од држави без согласност на тие држави. Најмалку 7 илегални имигранти се удавиле откако потона чамец со кој патувале во источниот дел на Егејското море. Грчкото министерство за трговска флота соопшти дека во близина на островот Лесбос биле спасени 8 имигранти. По извршената потрага по останати преживеани се најдени телата на 7 лица, јавија грчките власти. Детали за инцидентот и идентитетот на загинатите засега не се познати. Во текот на лет од Орландо до Атланта во Соединетите Американски држави дошло до пукање на една плоча од крило на авионот, поради што жиците и хидрауличните машини останале отворени. Пилотот веднаш воспоставил врска со контролорите на летот и договориле принудно слетување, кое што успешно било извршено. За огромна среќа сите патници безбедно слетеле на земја. Рано и сутринава спроведена е заедничка акција на државните органи на Србија и Црна Гора, во која е уапсен наркобосот Дарко Шарик. Шарик слетал со полициска придружба на аеродромот во Белград, од каде е спроведен во оделението на Министерството за внатрешни работи, а потоа во специјален суд. Неофицијално уапсен е додека ја преминувал границата на две држави во Латинска Америка, а го лоцирала БИА, која има најголеми заслуги за неговото апсење. Honda во САД повлекува 900.000 возила кои се произведени од 2005 до 2010 година. Се со цел замена за дел кој може да го зголеми ризикот од пожари. Honda филтерот за гориво ќе го замени бесплатно. Проблемот со филтерот лежи во тоа што поради изложеност на високи температури и хемикалии постои можност од пребрзо распаѓање, што во ретки случаи може да доведе до протекување на горивото. Ова беа најактуелните информации од светот. Следуваат регионалните вести на телевизија Стар. Довидување.